Членовите на тимот на проектот воведување на национална програма за консолидација на земјиштето Мејнланд и денеска продолжија со активностите на терен, за што поподготвено да се пристапи кон претстојното собрание за учесници во консолидацијата која ќе се одржи на 20 декември, недела во населеното место Соколарци. За значењето на проектот и со апел до земјоделците да не ја испуштаат шансата што им се пружа за унапредување на оризопроизводството, денеска зборуваше Горанчо Миладинов од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани. Главна цел на консолидацијата, како што рековме, е окрупнување на ситните парцели, односно ќе добиеме помал број на парцели со поголема зголемена пазарна вредност и со зголемена производна вредност. Со самото тоа што ќе се изврши окрупнувањето на парцелите, исто така ќе добиеме и нова патна инфраструктура во смисла на одводни, доводни канали, нова патна мрежа. Сето тоа ќе се овозможи со самото преуредување на парцелите. Представникот на Институтот за ОРИС, Добре Андов, појасни какви позитивни ефекти ќе донесе консолидацијата, истакнувајќи ги придобивките кои ќе ги остварат земјоделците. По спроведувањето на консолидацијата, парцелите ќе се соберат на едно или две места во зависност од можноста, така да земјоделците сега ќе морат да отидат на едно само место, значи да ги извршуваат работите. Ќе им се подобри организацијата на работата. Значи ќе имат подобрено наводнување, подобрено одводнување, која сега им е проблем, ќе имат подобар пристап до самите парцели и подобра организација. И на крај, значи, они ќе имат и повисоко земјоделско производство, бидејќи ќе имат, значи, уедначена почва, бидејќи се парцелите на едно место, а на тоа истото место можат да си анализират, да си направат педолошки анализи, да си испитат почвата и да применат соодветна технологија на производство со цел на подобрување на самото производство. Од второто собрание на учесниците во консолидацијата која ќе се одржи на 20 декември во Соколарци и од неговата успешност ќе зависи во кој правец ќе се развива понатаму оризопроизводството и дали ќе се фати чекор со развиените земјоделски економии во Европа.